Обдукцијата е завршена. Констатирано е насилна смрт од задушување кај сите настрадани. Институтот за судска медицина и криминалистика ги заврши обдукциите и идентификациите на сите 59 жртви од трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Според директорот на институтот, доктор Александар Станков, кај сите настрадани е констатирана насилна смрт предизвикана од задушување, директно поврзана со пожарот. Обдукциите започнаа вечерта на 16 март и завршија предпладнето на 18 март, со цел телата што побрзо да им бидат предадени на семејствата. Во процесот беа вклучени 6 тимови составени од експерти од судска медицина и патолози, како и тимови од Министерството за внатрешни работи. Од 59 жртви, 15 се женски, а 44 машки лица. Меѓу починатите има и 6 малолетници, тројца на возраст од 16 и тројца на возраст од 17 години. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изрази најискрено сочувство до најблиските на загинатите и истакна дека повредените се хоспитализирани во повеќе болници низ земјата. Тој додаде дека по идентификацијата починатите лица мора да бидат однесени на обдукција, согласно насоките на обвинителството. Облеката и сите предмети најдени кај починатите се предадени на институтот и ќе бидат доставени до обвинителството како дел од истрагата. Се очекува извештаите од обдукциите да бидат завршени во текот на март. Институтот за судска медицина и криминалистика изрази сочувство до семејствата на настраданите и посака побрзо закрепнување на повредените кои што се хоспитализирани. Се огласи министерот за здравство Арбен Таравари. Имам добри вести. Денеска на пресконференција по средбата со кризниот штаб соопшти дека 162 лица во моментов се лекуваат од пожарот во Кочани. Вчера имаше тројца пациенти кои ги пуштивме. Во клиничкиот центар моментално има 25 пациенти. Во 8 септември болницата 12, во градската општа болница 11, а во Штип 1 пациент. Имаме 1 пациент отпуштен од Штип, 1 од детска хирургија, а тројца ќе бидат отпуштени од торокална хирургија. Во Систина и Жан Митрев се лекуваат 10 пациенти, од кои 5 денеска се отпуштени, рече Таравари. За подсетување, пожарот избувна ноќта меѓу саботата и неделата. Во дискотеката кобната вечер настапувал бендот ДНК, а неговите членови загинале, а дел од повредените се пренесени во болници. Најголем дел од жртвите беа погребани во четвртокот на гробиштата во Кочани, Скопје и Штип. Најмладата жртва имала само 16 години. Повредени се повеќе од 150 лица, од кои голем дел се пренесени на лекување во странство. Повеќе од 25 пациенти биле префрлени во Србија, а српската војска 2 пати испратила авион да ги земе повредените. Жртвите биле пренесени и во Грција, Турција, Бугарија и Хрватска. Продолжен 30-дневен притвор за екс-министерот Бектеши. 27 лица и 3 фирми осомничени за трагичниот пожар во Кочани. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение против 27 лица и 3 компании за трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 59 лица. Меѓу осомничените е и поранешниот министер за економија, Беким Бектеши, кој доби 30-дневен притвор. Судот ја прифати препораката на обвинителството за притвор, сметајќи дека постои ризик од бегство и влијание врз сведоците. Покрај него, меѓу осомничените се и сопствениците на дискотеката, лица од надлежните институции кои одобрувале работење на локалот без потребните безбедносни мерки, како и одговорни лица од фирмите вклучени во изградбата и реконструкцијата на објектот.